Трета година поред студентите од правниот факултет во Штип симулираа судење, односно практично ги демонстрираа стекнатите знаења. Симулирањето се базира на реални судски случаи од кривичното право, како еден од методите за комбинација на теоријата и праксата. И како ментор и меѓутоа и како судија морам да потенцирам дека огромно задоволство, затоа што сите оние студенти кои што учествуваа минатиот временски период на овие симулирани судии и идни кандидати на суди, јавни обвинители и адвокати и така натаму, иднината на Република Македонија, кои што целосно ќе променат сликата на правосудниот систем, неговата ефикасност, рационалност, економичност. За студентите ова е одлична можност да го демонстрираат наученото, но и да ја надминат тремата од судница. Денови на симулирано судење представуваат еден настан на кој младите студенти на правните факултети од цела Македонија, поточно државните факултети, имаат можност да се запознаат меѓу себе, да разменат искуства и знаења, особено искуства и знаења од областа на кривичната постапка. Симулираните судења ги учат студентите како да се однесуваат во судница, но колку на факултетите им се дава знаење за тоа како да се спротистават на политичките притисоци. Ова е едно многу важно и чувствително, би рекол, и најзначајното прашање колку извршната власт или властите и законодавната ќе се обидат и понатаму да вршат притисок врз делот на она што значи независност на судскиот систем. Судиите во Република Македонија дефинитивно во Република Македонија мора да сватат самите да ја побарат својата слобода, самите да ја побарат својата независност преку креирање на собствен личен интегритет, бидејќи единствено никој нема да ја обезбеди независноста, интегритетот и владењето на правото ако тоа самите суди. Да не очекуваат дека некој од внатре или дека некој од надвор пред се меѓународната заедница ќе го обезбеди владењето на правото. Годинава симулираното судење за прв пат е помогнато и од амбасадата на Соединетите Американски држави. Програмата предвидува уште 3 вакви настани кои ќе траат до првата недела во декември.